Немање на вечера е катастрофа. Добар ден на сите и добре дојдовте у 23-та епизода. Имаме одличен ден, петок, вришти сонце надвор и верувам и на многу од вас ви придонесува да го зголемите расположението. Иако повторно ќе речем тоа што можеби ќе биде воиднино облачно, не треба да резултира со промени на вашето расположение и многу луѓе на жалост, али ќе зборуваме можеби во некоја идна епизода, сметаат дека немање расположение, немање енергија и некои појави се резултат на временските промени или се метеопатија, или нема врска тоа, али отом потом. Она што за денеска сакам да зборуваме вечера. И у принцип дали треба да се јаде попладне, дали треба да имаме вечера или треба да веруваме во митови од типот не јадам после 6, не јадам после 8, јадењето на вечер ми смета и така натаму, бидејќи се среќавав неделава со неколку луѓе кои што и веќе се на програм на исхрана и сме се договориле некои работи, но сепак сметаат дека не треба да јадат на вечер, или јадат редуцирано, или јадат малку, или гледаат да ја скокнат вечерата, мислејќи дека тоа ќе им придонесе во правење на подобар резултат, конкретно во губење на килограми. Она што ви е моја препорака и што е мој совет, дека не е толку важно, тоест не е толку страшно дали вие ќе јадете навечер и колку саат ќе биде тоа, туку е многу пострашно што ќе јадете. Не знам дали знаете, но додека спиеме телото се регенерира. Тоа значи додека спиеме, нашите клетки се обновуваат и телото прави регенерација и за таа регенерација потребно е некакво гориво. Тоа гориво треба да бидат протеини, треба да бидат одредени витамини и минерали и нормално некаде можеби влечење на енергија од јаглехидрати кои што сме внеле во текот на денот. Многу е пострашно да јадете неквалитетно отколку да јадете квалитетно и митот дека не треба да јадете навечер воопшто не треба веќе да постои во вашите глави. Можеби ви е страв затоа што јас, можеби некој од вас и моментално живее во тој круг или па познава луѓе кои што живеат во тој круг, а тоа значи им се јаде премногу навечер, ги фаќаат кризи и можеби стануваат од спиење за да изедат некакво чоколадо, за да изедат нешто солено и така натаму. Тоа е само резултат на погрешните навики во почетокот на денот кои што ни се привлекуваат на долг крок. Ни се привлекуваат години и едноставно имаме страф и фобија од тоа да јадеме навечер и сметаме дека не е во ред, а напротив, јадењето навечер е сосема во ред, но треба да се внимава каква храна вие внесувате. Кризите кои што ви се јавуваат, не треба да ви се јавуваат доколку имате избалансиран начин на исхрана и квалитетен начин на исхрана и тие станувања навечер исто така не треба да ви се јавуваат, но тоа не значи дека воопшто вие не треба да јадете. За да не подлегнувате на тие стравови кои што моментално ги имате, побарајте можеби помош од нас или некој од во ваше окружување кој што е компетентен да ви помогне и воопшто немојте никогаш да се плашите дека ќе имате проблем доколку јадете навечер. И повторно ќе речам, не е во калориите, не е во тоа дали ќе јадете навечер, многу е поважно што јадете навечер и какви се калориите што му ги давате на вашето тело. Следната епизода имаме на идеја да ја правам во маркет, односно со Тања она да ме снима, пошто си уште не влегува во кадар, она да ме снима, а јас да се шетам по рафтовите и да можеби објаснам што ние правиме, како успеваме да си помогнеме и во оној дел на класична и традиционална исхрана, како можеби да не навлегувате во замки на здрава храна, а у принцип воопшто и да не е здрава храна, бидејќи денеска многу компании користат маркетинг и ќе стават на нивните опаковки фит, спорт и така натаму, воопшто не се работи за фит и спорт. Но тоа некаде би било понеделник или вторник, сепак се уште не ветувам бидејќи не знам какви ми се политиките на маркетите, можеби нема да сака да шета некој фрик таму и да се снима и да зборува нешто. Али за тоа отом потом, на крај крајва, ако не пуштат во маркетите, ќе си позборуваме овде нормално за пазарање на продукти и како да се сногете во маркети. До тогаш имајте си
неверојатен викенд, поминете си го најдобро, останете си со добри животни навики и се гледаме во 24-та епизода. Чао, чао, убав ден!